Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте уште едно издание. Јаде Бурек Сител 3 телевизија. Имам особена чест и задоволство повторно Драган Б. Костич да го поздравам во студиото. Драган, добро вечер. Добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Поодамна беше кога последен пат седевме еден спроти друг на еден убав муавет. Верувам дека како не. Верувам дека и вечерва ќе биде интересен муавет. Што беше тогаш муаветот? Тогаш требаше да испадне една голема колекција на книги за хитови 80-ти, 81, 82, 83. И македонската волка си трае и тогаш и сега, и излезе и втората книга 1981. Јас и натаму сум оптимист дека човек може долго да има добро здравје, да го држи и чиста јасна мисла, да ги напише што повеќе може да остави како документ за некои наредни генерации. Може да ти кажам дека ние некои небитни работи во општеството, битните работи за општеството не туркаат и нас и ние ги туркаме. Тие се тука околу нас, дали се тоа е наше секојдневие, на која страна сме во секојдневието, но кога е градена државата, новата држава, новиот постулат на Нова Македонија, ние сме ги изградили основните темели: полиција, власт, влада, парламент, собрание, нели? Телевизија и радио. Телевизија и радио, но новинари башка постоеле па сме градиле или што сме изградиле, но циглите околу сме ги заборавиле. Не сме ги направиле циглите. А циглите денеска ни прават провев. Еден од провевите е тоа што ние не сме направиле закони кои допрва сега ни создаваат проблеми. Немаме музика. Имаме, а немаме музика. Тоа се закони кои не се на време регулирани и сега сме во еден некаков процеп во кој не можеме да го средиме. Ме убиваш упој. Знаеш колку точно ја збориш работата? Јас и ти вечерва ја збориме од аспект на музичка, на музичката култура, бидејќи сепак ти си музички новинар и доајен си во она што било радиоводителство, дисџокејство и така натаму. Пред некој ден зборев, баш тука ми дојде. Значи, дедо ми е изградил куќата 54-та, се пази, нема врска, ама колку точно ја поентираш работата. Ни имотен лист, ни чија е, ни твоја ли е, ни можеш ли да продадеш, не можеш ли да продадеш. А имам куќа. А имам куќа. И сега, починал дедо ми 50 и некоја година. До пред некоја година јас и сопругата се тегнавме, тие цигли провев што правеа да се вратат. Немало закони, додека си откупиш дворот, па куќата, па да докажеш дека е твоја, па помине животот. Неверојатно е. А не се занимаваат во другите земји со ова. Таму е другите земји кои имаат тоа регулирано многу порано пред нас, без оглед дали пред нас тргнале во едно културно освојување, а некои земји заедно со нас, овие земји што беа дел од поранешна Југославија, тоа веројатно под притисок на Европска унија или како го решиле на секој начин, но незадоволство на учесниците, што автори, што консументи на музиката, што изведувачи, но ние сега допрва ќе треба да го решаваме и ова нема само површина на брегот, допрва сега ќе се појавуваат незадоволници, можеби ќе се јават и надворешни незадоволници, ќе кажат ако незадоволни се, да кажем, македонските автори, што е сопствено оправдан гест да тие бидат незадоволни. Творат, едноставно создаваат и бараат да тоа им биде платено. Јас се сеќавам дека во некои други времења, некои композитори поинаку беа решавани тие проблеми, некои композитори кои твореа така наречена сериозна музика. Предпоставувам дека беше отприлика колку 7:1 во однос на тие кои твореа забавна, популарна, шлагерска или како и да е рок, поп музика, и нормално дека овие беа страшно повредени заради сето тоа. 7:1 е премногу, а тој твори творба, балет или не знам што, и таму е некои 17, 18, 20 минути е творбата, овој треба да напише 10 такви песни за да може да дојде приближно до него. Значи немало никаква подкрепа. И сега повторно доаѓаме ние во такви ситуации кај што авторите се обесправени и имаме мака како да го изведеме се до тоа. Ќе трае. Нема, можеби ќе го решиме површно, пак ќе се појави некој. Драган, макар да мене ми е тешко во една држава која што ние немаме Туркменистан, Киргистан, нигде не се пее изборува на македонски. Се зборува и пее само во Македонија. Мора да се најде некој излез, што е можно повргу, затоа што трпи консументот, крајниот. Најчесто. И најмногу во овој случај. Бидејќи си единствениот човек од кој на времето кога немавме ни интернета едва и го имавме еден џубокс на југословенско ниво, не информираше
кој снимил албум, што снимил, кој учествувал, како учествувал и така натаму. Сите оние ситни букви на албумите ги читаше, ако ние ја немавме и така натаму. Добро си информиран. Кажи ми, дали оваа работа со забрана на собствена музика, у собствена земја, е без преседан? Дали негде се случило другде? Се случува, например, ќе ти кажам дека Казабланка филмот, што на она позната тема свири уште една сем, нели, во Казабланка, со Хемфри Богарт. Човекот не ја снимил песната. Јако ја пее во филмот, не го свири пијано, друг музичар го свири пијаното, само затоа што во тоа време бил штрајк на музичарите. Тој штрајк забелја негова, а и на многу на други потребал 3 години. Па така многу од тие кои биле врзани со договори со овие и со оние не можеле да учествуваат и да снимаат песни. Снимале некои други, но овој кој бил по таков договор не можел да сними. Значи се случува да од X причини, но да се забрани музика не верувам затоа што Драган, постојат закони кои се почитуваат некаде. македонска музика е забранета во Македонија. Не навлегувам, пази, неќам овдека, нити ми е идејата, муабетов нема да биде за тоа. Има интересни проекти со тебе за кои треба да збориме. Ама ова е еден од проблемите кои не тишти сите. Чисто ме интересира една твоја обзервација и она што слушаш од авторите се. Пази, тешко ми е да објаснам на обичните луѓе зошто нема македонска музика. Тоа ми е тешко. Ама зар се објаснува, бедре? Па ја не знам како, но никој овде не е наполно во право и никој не е наполно крив. Има и криви и прави во целата оваа ситуација. Ниту Замбија е чист, колку што треба да биде чист, зашто законот не го дирал веројатно во прсти таму кај што треба и кога треба, но ниту пак оние кои го пропишале овој закон сега не смеат да им наштетат на авторите на кои што можеби тоа им е единствен начин на преживување. Јас ќе дам еден пример. I got my mojo working. Една од познатите теми која ја заведена. Најголем број луѓе мислат дека на Muddy Waters. Но песната не била на Muddy Waters. Бил на некој црнец кој дошол, небитно име. Дошол во некој издавачка куќа, вели имам песна, сакам да ја снимам. Издавачот рекол, ова е добра композиција, ама ако напишеш текст. Овој пишува текст, ја носи песната, ово има пеачка на лагерот, тие кои се тамо, ти ќе ја снимиш. Ја снима песната, ама таа трга на турнеја со Muddy Waters. И нова песна, ја пее секаде со него на турнеја. На еден од концертите издавачот сосема случајно е присутен и ја слуша вели немојте молам да ја изведеш додека ние не издадеме како песна, да официализираме, па после пее. Таа не му обрнува внимание, не го слуша бидејќи сите таа песна сакале да ја чуат, а и Muddy Waters бил воодушевен од песната. Кога се вратиле од турнеја, Muddy Waters се вратил кај својот издавач и му вика: "Ја имам нова песна. Напишав за време на турнејата. Ајде ја снимиме." И ја снима истата песна со малку изменет текст и песната ја води како своја. Доаѓа издавачот на оригиналот и вели, доаѓа издавачот на оригиналот и му вели на издавачот на Muddy Waters, види. Ја имам заведена песна, немој да правиме бели сега, се тужиме ваму таму. Еве ја, документ имам, другиот ФФР вели, окей, све е вред. Muddy Waters направил некој измени, ке има некој надоместок, ваши права се ваши. Muddy Waters со години си земал некој паричо се тоа, ја изведувал песната и сите ја водат како песна на Muddy Waters. А оној црнецот споменат на почетокот, тој со еден куп судски забрани се терал правдата. Од 2000-та година, колку години тој човек имал, ова се случува 1956-та. Тој од 2000-та навака издавачот кој се уште жив, на секои 6 месеци му дава чек на 20 до 30 илјади долари на име на авторски права на I Got My Mojo Working. И сега, замисли и нашите автори. Еве да земам некој, помислам Кодорчевич, напишам прекрасни песни и во една негова колумна наоѓам текст кај што вика: "Јас за оваа песна сум земал 1000 пати помалку од било која епизода на турска серија. Со новиот закон јас ќе земам 5000 пати помалку од една епизода на турска серија." Ја велам, јас авторите ги почитувам. Тие ги имаме, дали се добри, дали се лоши, тие ги имаме, тие творат, тие создаваат. И на некој начин мора државата да најде некој излез, да ги разбере, да најде средина и да го разреши проблемот за добро на сите нас. Еден од проблемите е и формирање на други паралелни здруженија кои се за заштита на музичарите, а такви нешта во светот се
нормални. Дури јас и ти работиме хонорарно на многу места и бираме кај кого ќе го однесеме договорот и преку кого ќе ни се врши исплатата. Не е една патент агенција, така ги има 10, 20 во држава. Впрочем, тоа и овозможува конкуренција за кој да понуди подобри услови за да привлече повеќе автори. Монополот за мене никогаш не бил добар, Драган. Колку и да има добри намери за тоа, монополот никогаш не сигурно не дава комплетни резултати, бидејќи секој се чувствува сигурен, не го дава собствениот максимум, но во овој случај јас велам дека тоа здружение ЗАМП не ги исполнува според моите критериуми општите барања кои авторите ги имаат. Тие мислат дека се на овој начин заштитени, јас ги почитувам и нив. Дали има случајни светот да има и паралелни здруженија, не знам. Не ги знам правните регулативи, затоа што тоа е сепак некаква правна структура која човек треба да ја познава. Јас од аспект на слушател, на конзумент на македонска музика, на македонец, не сакам да слушам македонска музика, да ми ечи, можеби не ја слушаме целосно, да ми биде во уво, затоа што си ги сакам и изведувачите какви да се тие се, некои други генерации ќе донесат нови. Јас само се надевам дека се тоа ќе излезе добро нешто. Подобро од што е оваа ситуација. Во секој случај, цензура, забрана, се работи што ми смета. Дури и за работи што не ги сакам. Знаете, се расправам со еден пријател. Ми вика, супер бе, забрането српска музика. Турбофолк нема да слушам. Викам, нема да слушаме ни Екатерина. А па кој слуша Екатерина? А без забрана има. Дали разбираш? Култура не се забранува, Јенко. Тоа ти е ко браната во Холандија. 10 дупки, а 11 дупка со што ќе запреш. Значи културата не се запира. Таа може само да се побие со знаење, со умење, со едукација, со информација. Само така може да се никој не е виновен, ние српски турбофолк. Србите имаат прекрасна музика. Фантастична музика. Ние ја гледаме низ призмата на турбофолк, ама пазар. На пазар ти имаш тезга. На тезгата си ставил робата. Па продавачот не е виновен што ти купуваш на тезгата. Што си дошол до оваа тезга да купиш? Имаш тука тезга, купи овде. Значи ние сме сами виновни. Оние кои дозволуваат таа роба да биде рекламирана на начинот на кој е рекламирана. Па не може ја проба нашите повторно наша вина, вина на медиуми. Погледни правиме некаков концерт хуманитарен за поплава и 40-50 луѓе присутни. А доаѓа Цеца или Јаца Лукас и имаме Цеца и Јаца Лукас, ама доаѓа некој некогаш популарен пред 30 години сме го заборавиле дека постои и собира 20.000, но собира 20.000 во Радовиш. Во Радовиш нема театар, можеби 30 години не поминал театарска трупа. Во Радовиш нема забава. И зошто е тоа така? Затоа што нема едукација, нема информација, медиумите се виновни, а не се виновни луѓето кои живеат таму. Не се виновни тие, нити тие кои ја сакаат и ја чуле. Значи, Јанко, ќе предиме на друга тема, бидејќи навистина е многу интересни теми со да разговарам, ова е како за другите теми. Како површина на ледениот брег. Ја сакам анализа, психоанализа, една општа и национална, од каде ни доаѓаат. Како општо успеа да падне нивото? Ако во наше време просек беше Led Zeppelin, Deep Purple, некакви панк бендови, Depeche Mode, со македонски, Лепи Сол, Биело дугме, евентуално, па дури ајде, нели се појави Лепа Брена и така натаму, народот сака фолк, сака забава и така натаму, ама пак имаше еден добар баланс. Тие беа поп во односно што е сега, нели, турбофолк, тие беа поп дури. Нели, ја сега во било кое време да се навратам на рокери с Мораву, немаш никаков срам. Ми изме изборот од уста. Јас сум бил на концерт кај што е било забавно ми било, тако било времето. И немој да ме замеруваш на луѓето кои ќе ги видиш на таков концерт, ако го видиш и на Ерик Клептон. Ама тогаш немаше, ги обвинуваш медиумите, ги обвинуваш нема едукација. Тогаш да не имаше медиум кој ја следеше сцената, ништо немаше. Едноставно, ние што си идевме у продавници за плочи што си купувавме, знаеш дека 1 до 2 имаше информативни забавно-музички емисии. На македонско радио од сабајле до вечер идеа македонски хитови и македонска етно музика. И тоа никогаш не се сменило. Тогаш, како не е доволно, беше недоволно да се едуцира. Сега ќе ти кажам нешто. Знаеш како се спушти примитивното ниво? Дали знаеш, јас сум некаков рекордер.
за моја несреќа во неколку категории, но една од или среќа, но една во несреќна категорија. Јас сум рекордер, може би и пошироко, не знам ја, но знам за македонската радио телевизија. Јас бев најдолгиот хонорарец во македонската радио телевизија. 22 години и 8 месеци бев хонорарец. Знаеш зошто јас не бев запослен? Ја бев упола од тебе. Знаеш зошто не бев запослен? Зошто? Зашто немав наобразба стручна. А знаеш кој е стручна образба? За факултет. Каков? Било каков. Било како, може да бидеш и земјоделски, затоа што Пепи Ренџов имаше земјоделски факултет, па едно време беше запослен во втора програма на македонското радио, а јас бев тука и некому беше срам заради мене. Но не е тоа. Немав стручна наобразба, музичка едукација. И сега парадокс. Знаеш, јас дека предавав минатата година, ова година од здравствени причини, ќе паузирам, минатата година предавав на Музичка академија, Национална музичка академија на Македонија, предавав предмет Основи на популарна музика. И знаеш дека имав 50, другите такви се можеби предметите. Имав 54 студенти. Тоа беше изборен предмет. Сега, да ти објаснам со еден пример. Сигурен сум дека многу гледачи ќе го добруваат, а и нема да веруваат. 54 млади луѓе, машки, женски. Се е вред. Тоа се луѓе на 19 до 20 години. Излегле од средна школа. Значи, претходно морале да добијат некаква основа глазурна едукација за да дојат на установа која ќе профилира професионални кадри во една професија која што е музичка наука. Затоа дошло дал ќе свири виолина, дал ќе игра балет, дал ќе биде едукатор или што ли ќе биде. И јас првиот ден да видам со кого ќе си имам работа, иако мои некои други колеги ми рекоа немој да бидеш само разочаран првите денови. Јас сметам дека јас сум едукатор 40 години, јас секаде се најавувам како едукатор, информатор и забавувач. Па музички новинар, па диџеј, па не знам автор, па тантара мантара, све друго. Но првото ми е едукатор. И ги прашувам, дечки, ајде тргнеме од најосновната популарна музика. Знаете ли од каде се Битлси? 54 студенти. Прво си да ме гледаат. Добро, ајде. Не е битно, нема да ме прашам на тоа. Да ми кажете 20 членови на Битлси. Прво, знаете ли колку се? Чекај. Objection, професоре. Не знаеа дека се од Ливерпул? Не. 54 студенти. Не знаеа да ги надбројат четворицата? Двајца не знаат. И ја викам, добро. Сега викам, и ја претерувам сега. Па зашто ја викам да ги знаеме, професоре? Слушај, 54 луѓе, од кои треба да бидат и едукатори, и информатори, и не знам што. Шегата е болна, кој викаш, добро, знаете, кој е, например, Харисон, или Ринго Стар, и тие те гледаат, може би некој знае, се плаши да каже, ти кажеш, добро бе, ајде, девојки да не знаат, ама вие двајца, овие машки од повеќето сте, па добро бе, новите засилувања на Челси, не ги знаете? Да бе, професија на Челси бе. И ти си кажеш да излезам или да останам. И ти ме прашуваш за кој ниво. Јас се обидам да им кажам што значи рок н рол хол на славните. Они не знаат. Они не знаат што е Греми. Они не знаат што е еден куп основни поими. Тие луѓе дошле тука. Општа култура зборим. За општа музичка култура. Да и општа култура во секој случај. Општа култура. Битлси се не да мораш кажа. ти да си музички и ти се разочаруваш и велиш, чекајте бре, ама ја во 70-ти години можев да отидам во Недоđија низ Македонија и да правам муабет со првиот на улица за првите 20 песни на топ листа британска или америчка и еден куп луѓе да знаат. Океј. Тоа го знам и јас. Спаѓа во да, нели? Зошто се спушти нивото? Едукација бе брат. Пријателју. Која црна едукација? За 70 имавме едукација. Ако види, имам ја пријатели кои работат по радио станици и вели луѓето денеска сакаат музика. Не. Поише сакаат, ја ќе дам пример, кога ќе земеш еден оркестар, стручно осовремени луѓе на највисоки музички институции, свираат виолини, виолончела, не знам што, светски оркестри надпревари е нека е. И треба се надпреваруваат и пред нив настапува некој нивни конкурент, оркестар голем. И наеднаш еден од овие секогаш има таква групација луѓе вика додека чека да им дојде редот. Вика овде во еден бар што има 5-6 женски што играат на шипка. Што мислиш колку од овие 50 луѓе ќе отидат да ги слушаат конкурентите, а колку одат да гледаат женска на шипка? Тоа е психологија на маса без оглед на образба. Ќе отиднат таму. Така и кај нас. Ако без оглед на образбата,
А овде и кај нас е исто, на Аца Лукас, на овој, а нема да отидне да ги чуе, не знам, некој добро македонско бендче. Океј. Има тука и еден друг проблем, бидејќи гостин си ми и ова требаше да биде интервју, што значи ја постави прашања, ти одржи лекција. Ама не можам да ти пречутам, Драган, бидејќи сме колеги, а респект за тебе, многу имаш поголем кредибилитет од мене, ама имам малце нешто од тоа. Кажи. Еве сега, како Лондон стана светски центар, музички центар? Затоа што има традиција и ја чува традицијата. Молам? Да. Што имал традиција? Лондон има музичка традиција. Дали ти знаеш дека Pogues, знаеш кои се Pogues? Знам Па Pogues не свират ново создадена музика. 30% нека имат. 70% се обработки. Еве тренапот една група која Полека, професоре. Што е основата на музиката на Битлси? Ај сега ја да те прашам, професоре. Што е основата? Амерички ритм и блуз. Не е точно. А што е? Седи кец ко врата и ќе те испратам надвор. Ајде чуjem. Шкотските нивни попевки кои ги укомпонира. Слушај сега, смеј ми се. Значи, шкотскиот нивни, ирски, шкотски, англиски, британски, традиционален. Ја не велам дека тоа доста пушти ме да се изразам. Ајде кажи. Заедно врзан со тие поп и рок-н-рол трендови кои почнаа во Америка, кои произлегува од блузот, они ги споија. На крајот на криштата ја раскажуваа својата приказна. Не. Затоа беа... Да има ирска и шкотска музика во својата музика нема да успеа. Ма немој молите, а што беше Муловкин? Остави тоа. Тоа е една обработка. Остави ти тоа. Остави. Што е кај нас било која песна на Леби Сол. Драган, се возбудуваш непотребно. Не, испи вапчиња за качување на притисок. Верувај дека сум во право. Не си. Нив народот ги препозна, оти ја раскажуваа приказнат, значи збориш за кој народ ги препозна? Значи британците, како ги препозна македонскиот народ? Западната цивилизација ги препозна, дозволи. Западната цивилизација ја препозна затоа што ја раскажуваа нивната приказна. Они не раскажуваа кинеска музика, индиска музика, тоа отпосле кога им дојде, или африканска музика. Они си ја раскажуваа својата приказна. Тоа додека не го сватите. Тоа и затоа прашај се зошто едни Архангел Анастасија и уште плејада многи имаа голем успех и ден денеска. Колку си ти искрен. Зошто ние ги разбравме? Затоа што беа трендсетери. А што ти мислиш дека само Архангел и Не, сега ми рипаш од темата. Не, дали само таква музика може да постои во една земја за може да успее? Мора све да постои. И Чарлстон мора да постои класика. А класиката на кое ниво беше? Тоа е традицијата музичка. Знаеш ли дека Лили Марлен е една од најубавите љубовни песни? Која сите ја врзува за нацизмот, а нема врска со нацизмот. Знаеш дека пеа англиските војници во Корп Африка, афричкиот корпус. Ми правиш од темава. Не ти правам. Сакам да ти кажам дека англичаните тогаш кога било бомбардирањето имале топлисти. Значи ти имале традиција, врз основа на музичката традиција, создавана е нова традиција. Ерик Бардон and Animals е една од таквите за кои што ти ми спомнуваш. Битлси се една од групите, а Ролинг Стоунси се исто што и Ерик Бардон и Animals. Не е ова тема која... Не е тема, ама зашо да ти пречутам? Не, убаво што ти кажеш, убаво. Има добро што слушатели има и си имаат свој суд. Зошто пази, до Битлси Британија никаде ја нема на музичка сцена во светот. До тогаш владее Франција, владее Италија, владее Америка. Каде? Битлси Во Европа, мислиш? Во светот. Тоа е светска музика. Која светска? Како ја рачунеш? Италијанската музика, како влијателна, највлијателна во светот, да се пушта по радија, да се пушта. Не, свет е друго, па Америка и Англија рачунеш по свет. Од Битлси. И како одеднаш? Затоа што Париз денеска ги слави Битлси поише него Британија, ама кога беа најпопуларни, знаеш дека го одбија нивниот концерт под образложение Министерството за култура на Франција вика кој ги прашуваат зошто одбивте во Париз да има концерт на Битлси. Што ќе ни е таа музика? Значи, веднаш тоа ги има Нино Ферери и сличните. Сакам да кажам. Джони Холидей. Знаеш, како филмов Lord of the Rings, ние го гледаме фино филмче. Ама они у несвес падна. Ама што сакаш да ми кажеш ти? Сакам да ти кажам. Треба ние, поентата е
добар музичар, кога си ја раскажува својата приказна, а не туѓа успева. Дали наши музичари кои ми пеат на англиски и ден денеска дадички и така натаму се обидува да изиграва Бјонсе, да ми изиграва ова, успеваат? Не успеваат. Не, па ти одиш на друга, тоа е сосема друга тема. Тоа е влијанието на медиумите врз оние кои доаѓаат како млади автори. И младите автори, за разлика од кога ти почна да работиш во 50-ти, во 60-ти, во 70-ти години, секогаш си ја раскажуваа својата приказна. Па дури и кога излегуваа Без, кога излегуваа Триангл, иако беа хеви метал и рок бендови и вакви бендови, кога искачаше Славе Димитров со Чијаси и така натаму, па наликуваше на некој италијански шлагер, ама имаше своја приказна во тоа, искрена своја, и не се трудеше да имитира ова или она, туку да си ја раскаже својата приказна. Знаеш, таа приказна е наша. Нашите музичари денеска го изгубија. Па кои ќе се прашаат зошто Лепи Сол беше успешно, зошто Анастасија беше успешно. Што сакаш да ми кажеш дека Лепи Сол ќе беа успешни во Македонија? Тоа сакаш да ми кажеш да останеа во Македонија? Не. Тие ќе беа успешни. Него зошто ги препознат? Мора да излезат надвор да ги видат други луѓе. Нас ни е Јанко во ген ми. Не зборам тоа, бе, Драган. 7-8 во ген ми е. Мене ми е секојдневие кога сум роден, веројатно во плацентата сум имал. Не успеам да влезам до тебе. Не знам, не знам. Не сакаш, што сакаш да ми кажеш? Се блокираш. Ја не можам да ме блокираш. Мене ме блокираш. А, може би целото. Јас сакам да ти кажам дека мојата теза за општиот пат е кога музичарите престана да бидат своји автентични и да прават безволни имитации, публиката тоа го препознава и ги одјебува и почнуваат да се вртат по други, а не едукација. По кои други? Надворешни? По било што друго, ова не. Не, надворешни. Фейк те препознава. Не, по надворешни се вртат. Надворешно бе, надворешно. Како сме се вртеле тогаш кон, да кажеме, Битлси, а нешто бидејќи ние претходно не сме имале. Па не ме слушаш. Сме се вртеле кон Бизбес, јас сум ги слушал и Цепелин и Парпол, ама сум ги обожавал и Триангл. Затоа што не се фолирале, збореле своја приказна. И младија мислат дека овие кои се денеска зборуваат своја приказна. Секоја нова генерација си има право на собствена музика, си има право. Дали е таа погрешна или не? Тоа е прашање на разговор со нив, на нема ни можност. Што нема? Нема ни можност поинаку да бидат, освен да бидат лично, бидејќи, пази, тој креативен чин на бенд, на група, беше закон. Ти бе, дали си можел на Владко Стефановски некој да дојде и да му смени тон, да му каже овака или онака? Бе, тоа значило суво злато, парафразира. Значи, колкава посветеност имало во тоа што го прави. Што ти мислиш? Алвин Ли го слушал. И го свиреше пред мене на... И Алвин Ли го свиреше за да може да го скине во брзина, во техника, да не фасцинира нас. Зоко Павловски беше македонскиот Алвин Ли. Се тоа во ред. Ама, затоа неговиот авторски и уметнички интегритет никогаш не го напушти. За разлика денеска, компромис, колку сакаш. Ете, тоа ми е тезата. И верувај ми дека сум во право. Не сакам да спорам со тебе, идејата ми беше сосема друго, да овие луѓе кои си имаат мака автори, си имаат мака слушателите, за да конечно го решат тоа на повисоко ниво, да го средат, тоа се правни, некакви веројатно ходници. Тука одржа лекција без поговор. Едноставно сметам дека грешката треба да се исправи што е побргу и поитно. Не знам како може поинаку едукација да се направи. Освен да констатираме дека најлошите новинари у било кој медиум, кога зашто не го бива дето, ај стај го тука музика нека пише. Додека у наше време само врвни познавачи можеа да пишуваат рубрики за музика. Вред, тоа е вред. Но сегашните нови медиуми како Facebook дозволуваат секоја каљаштура да стане стручњак за се и се што, само затоа што слушнал 2 албума на Дюран, не знам... А поинаку ли и по медиумите, по радијата и по вестниците? Така исто. Но кога ќе им кажеш, направете емисија, како слушам јас радио, кога ќе чуем водител, кога ќе му ја чуем реченицата, дека има мисла, има свој став, тогаш дај да го чуем што овој зборува. Ама све знам за групава за која тој зборува. Ама јас, предпоставам дека илјадници млади луѓе на кои им е тоа наменето не знаат.
Тие ги слушам. А овие другите кои ми пуштаат само музика или викаат како е времето надвор или колку е часот или да ми кажат како се вика песната на крајот на Гришата, па дури тоа забораваат дека треба да го сторат како сопствена должност, таквите не ги слушам. Едноставно таквите одминуваат, не постојат, ама на сите ни пречат. Затоа што не запираат во развојот. Затоа што јас не морам да прашам која Аца Лукас, претпоставувам одма. Кога прават after work party, покојниот Јани пред многу години ми објасни. Кој? Аријан Дема. Аријан Дема, Јани. Да. Добро, ми те чув објасни Јани. своевремено Бог да го прости, Јани. Ми објасни пред повеќе години дека тој свиреше час во Шпанија, час во Белгија, во Брисел и вели јас седам во кафич пред многу години кога го немавме ние тој поим after work party. И вели ние седиме, јас си свирам музика, Тивко, свирам джез, си свирам блуз, свирам убави песни, доаѓаат луѓе кои работат низ у близина на локалот, по една-две пијачки, гласен муавет, јас свирам, пак ќе престанам ја да свирам таква музика, па ги пуштам ја две-три песни, па пак ќе си свирам. А сега сите тие after work party кај нас се претвораат во свадба. Ајмо руке горе, и сите оп на маса качување и тоа е after work party. Не. Трчање по модарство. Да, така. Значи, ете ни докаде ни одат работи. Да јас сакам да правам журки, сакам ама по инаква музика, да уживаш во тоа што е содржината, а не формат. Ајде да направиме нешто друго да ме прашаш. Еве сега музичките новинари и оние што работат по радио, по медиуми што пишуваат, има една работа сега што ќе научат од господинот Костич, а што не ја прават дома. Кажи ми прво, дома слушаш ли музика? Како не може да слушам музика? Океј. Веројатно 24, кога спијам слушам. Значи, дали си свесен дека 80% не слушаат дома музика? Знаеш ли дека губам отприлика 3 часа на информирање, бележење, собирање, складирање на сите можни информации. На што слушаш музика дома, те молам? Затоа што работам. Зашто ми е работа, морам да слушам на слушалки да не им пречам сите други. Иначе комплетен музички столб, све си стои. Што имаш? Сега ќе ти кажем, имам Kenwood фантастичен. Okay. Имам одлични Вега. 405, 404? Не, стариот Kenwood, металките, старите Океј. Значи, слушам тогаш кога јас сакам, кога имам време. Најголемиот дел од денот јас го работам. Имаш квалитетна hi-fi опрема. Да, добро, не смеш да го пуштиш, одма ќе ти тропне. Како носачи на звук, што чуваш дома? Све, околу 20.000 албуми. 20.000 албуми. Винилни. Да, и околу 15.000 дискови, класични дискови. 15.000 дискови. И уште 10.000 DVD-а сигурно на кои што има по 50 албуми секој. И уште 10.000 DVD. 14.000 синглови. 14.000 синглови. Ето, тоа има. Имам околу 1.000.000 носачи на звук. Песни. Жалам што немам овде Врховен суд и сега да речам case closed, завршен збор, немам што више да кажам. Значи, да, за секој од тие песни ќе ти раскажам приказна. Овака треба да изгледа како тебе еден љубител и познавач на музика кој има право. Ти треба да имаш лиценца. Едукатор, информатор. Драган Костич. Лиценца, новинар и музички уредник. И кога ќе напише он или ќе дојде овде, тоа е закон. Тука нема расправање. Кој ќе излезе да расправа? Јанко? Кој си бе ти, шо си работа? Ба ништо, јадев бурек. Имаш лиценца? Не. Па ќути таму бе, пикни носот. Затоа сме ти дале лиценца за да бидеш едукатор. Јас излегов 2014. Тоа е истиот проблем го има и во новинарство и во све. Значи, Драган, не слушаат музика, не купуваат албуми. YouTube, MP3 на мобилен и толку завршува у тој момент. Јас излегов и то ти зборам 80% од водители и музички уредници по радио. 2014 година излегов од Македонско радио по сила на законот, нели со 64 години. Кога се будали? Заминав и можеа да ме задржат веројатно, подобро што не ме задржаа. Во таа куќа оставив еден куп емисии од типот на Диско Селектор, која е најстарата емисија во Европа без конкуренција. Никаде не стои тоа, дека единствената емисија која траела 40 години под исти наслов, на иста бранова должина, со еден исти водител, со иста генерална форматска содржина внатре. Ги оставив, заборавив ако може, со 4661 емисија. Тоа значи дека како секој имаше, траеше по еден час, по 10 приказни, тоа е од прилика 46600 приказни сум раскажал за различни песни. Тоа го оставив тамо. Оставив меѓу другото многу ноќни програми, оставив Ради Урневес. Урне како треба се прави модерен, современ, забавен програм.
Каква форма. Оставив, меѓу другото, емисија Само која што да ги дозволи. подсетам. Цела Македонија, кога идеше Радио Урнебе, цела Македонија слушаше. Кога идеше Диско Селектор, цела Македонија слушаше што има да се каже. Ти беше нашиот интернет. Знаеш што, оставив Урне како треба да се прават забавни програми од типот на економска пропаганда Гиго и Цветко, пријатели, добар ден. Заради која јас не отидов, ме враќа од војска своевремено, затоа што ЕПП заработуваше со тие емисии 10-кратно повеќе од што останатите, а јас морав да одам во војска, ми дојде времето, немаше каде, они може да ми они може да ми извадат. Ама услов беше запослете ме ако толку ви требам, они рекоа кој ќе се врат, ако не идеш ќе те запослиме. Тоа е, знаеш, на 5 кили глава. Кога те вработи они конечно? Кога дојде Слободан Чашуле. Која година е тоа? 1994. 94. Да. И јас затоа имам некаква безвезна пензија, мала, мизерна, зашто немам доволен стаж. Председателот на државата, кога слушна колку имам, си е гризна веројатно устната. Ама тоа е тоа. Мислам Види, дека ја ти кажам само. Мислам дека човек како тебе прво треба да добие една пензија заслужена за сето она што си го направил во музиката и музичката уметност и твојот придонес. Нека ми дај Господ здравје за пензија, што идеме горе. Ја мислам дека многу музичари не им текнало, но нека од оваа емисија мојов апел нека потекне и да направиме некакво лобирање за Драган Бесој точка сосема заслужено би требало да добива една заслужена пензија затоа што он го направи во својата кариера е безценето. Тие мизерни хонорари со кои него му ги покриваат трошоците е повеќе срам наш. Но никогаш не е доцна да го поправиме тоа. Види, мислам дека не црвена, вообичаено не црвена, иако сум многу емотивен тип, сега ме тераш да го направам тоа. Јас сакав ти кажам да го скокнам тој дел, сакав ти кажам кога излегов од Македонско радио, јас направив една од најтешките емисии за работа во оваа категорија на програми која се вика Кавервил и која оди секојдневно освен во празник и сабота и недела. И таа емисија во која што се раскажува кавер е основна популарната музика. Ако нема кавер верзии, нема да има проток на песни. Песни кои се стари по 100 години, ја уживам во таквите кои ќе ги најдем да раскажам приказната и наобично на човек кој ќе му каже дека 100 години старо, вика како не 100 години. И кој ќе раскажеш приказната, кој ќе му пуштиш новата верзија, вика ова ја знам, ама не ја знаеш друга. Што е кавер? Што е кавер? Објасни малку. Кавер е поинаква верзија од оригиналот. И во светот има, ако не знаеш, има некаде околу 60% од вкупната светска продукција отпаѓа на кавери. Од активната денешна модерна продукција, од 60% од песните се, впрочем, кавери. Откри било кој албум. Твој избор. Било кој албум, јас ти гарантирам дека од 10 песни, 4 најмалку се кавер верзии од лани, преклани или докај ни допира погледот или знаењето и умењето и повеќе тоа. Многу е тешко се прави. Затоа што приказната за било која песна е полесно да направиш. Имаш ли трага од каде почнува, колку си чепкал длаба кон на тоа? Многу. Навлегуваш во една тематика од која ги едуцираш оние кои доаѓаат за тебе, да ги заинтересираш од каде големите песни потекнуваат. Значи, не потекнуваш од мене. Па ја ти кажам за I Got Mojo Working, песна која има, денеска... Ама таа е 50 години. Наоѓав песни кои, например, денеска ги слушам од некој популаре, па испадна случајно, ако почнем сега е полесно, нели, ја не знам ти на времето како се ги чепкал тие работи. Страшно, и не ми одговори на тоа. Например, по интернет нешто ќе чепкам и доаѓа до 1900 година дека води песната од некој си автор од 1900 година. Скоро преку 100 години некоја песна да има. Види, јас имам плочи и ден денеска чувам плочи кои се многу тешки за репродукција? Не, и за репродукција, бидејќи го имав оригиналниот грамофон, се скрши едно парче внатре од некоја чудна легура, пробавме во железара своевремено да го залепиме, не може да се залепи. Иглите се како клинец, нели така како тешки. Збориме оние со инките, така. Наседуме со вртења кои дедови ми ги остави. Јас да бидам поголем мангуп на времето, тоа било мангуплук, сега веќе ми е будалштина, да им покажам на моите пријатели во младоста
колку сум јас јак, им давав, например, ќе земев плоча од Битлси, било чие производство, обично земев Југотоновата плоча на тоа беше некој тип на Greatest Hits, не се викаше така, поинаку се викаше, некоја компилација на Југотон за Parlophone оригинално издадена и таа беше со лесна пластика и ти можеш вака да свиткаш и да оди. Ја отприлика бидејќи тоа го вежбав, знаев до каде смеам да одам. И тоа е гледате што можем да ја направиме на плоча. И ќе земев една од тие на дедови плочите, видите колку сум ја як. Так, само што ќе погледнеш на пука. Тоа е шелак. Шелак е песок со груба пластика. Така од шелак биле правени. И затоа тоа шушти многу, знаеш. Кој ќе ставиш иглата, гребе они стаа дупка. Подоцна тој систем е многу добро направен за време на макси синглови, кај што се правени многу длабоки резовите, широки се резовите и кога иглата влегува внатре, влегува многу длабоко, без оглед колку она е плитк, зарезот е длабок. И во макси синглот таа е шири и полни. Значи, сакам да ти кажам дека макси сингловите, Драган, да ти кажам. Што ќе правам? Ти кому? Како? Кога го имам и синглот, полесно ми да го пуштам него своевремено, за разлика од денеска. Во дискотека, ако пуштиш макси сингл, дечките кои доаѓаат во дискотека вака ти правила. Кратија, сеќа, таа траи 10 минути. А денеска не знаеш кога почнува и кога завршува. Завршува една, почнува друга. Бидејќи тие траат по 10, 15, 20 минути и се слично. Го направив Кавервил. Што е ова? Идејата беше да го вратиме радиото во секој дом во Македонија повторно. Затоа што радиото е тоа кој може да го однесеш и нема ништо. Нема ништо, ама ако замислиш дека има, ќе има, знаеш. Малку... Ја мислев Ресана ќе има некој. Не. Ја за подкуп. Тоа е другата кутија со која што ќе го подкупиме, не. Сега на страна. Браво, многу е убаво, да. Тоа е ова што го работам и е многу тешко. Секој ден многу е мачна, тешка е за изработка и правам оди на 15 радио станици низ Македонија. Тоа е за прв пат направено, за прв пат во историја во Македонија. Значи порано се емитуваше од еден центар, да кажеме национално радио кој е зарачени цела Македонија, па слушаат сите. Сега сфатив јас дека локалните радио станици треба да имаат значај како што на пример во Англија постои денеска радио Ливерпул, постои денеска Брайтон, постои овој, постои она, не ги исклучија, BBC не си ги исклучи локалните радио станици, си дозволи да си има приватни радио станици, но локалните си ги решаваат локалните проблеми, си имаат своји водители, своји теми. Ние тоа не го направивме. Тоа е оној провев со циглите во почетокот кога го правевме законот, дозволивме да ни умрат локалните радиостаници и наеднаш тој проблем сега, таму има приватни радиостаници, јас сватив дека тој локал патриотизам кој владее, побрзо ќе си го слуша на своето радио, одошто кажеме пример сега, не дека не слушаат Антена или некое национално друго радио, и вика ја им рековме вака, следна продукција со која што работам ова, прв пат работам со продукција, презадоволен сум, не е тоа никаква реклама за нив, они си ја знаат својата работа и си ја вршат изморедно. Рековме вака, парафразирам, вие имате локален клуб, имате локална публика. Еве ви го Марадона, кој случајно се вика Драган Басодочка Костич, да игра за вашиот тим. Ние не бараме ни банка. Тоа што ќе игра кај вас, вие соберете си публика, бидејќи имате одличен играч кој ќе игра за вашиот тим, соберете си ги вашите локални деловни луѓе и кажете им ние го донесовме најбоljиот можен играч што го имаме во земјава од оваа професија, во наш тим ќе игра. Во тој ден, во секој ден, во тоа време ќе игра во нашиот тим, на наше локално радио. Значи, убедете ги деловните луѓе да платат нешто, да ви придонесат, да заработите на Драган. Ништо не ви барам, само да се емитува на вашето радио, да ви продавам, да ви предавам музика, историја, да ви предавам на забавен начин, да утре можеш да на маса кој ќе седнеш, да раскажеш некој од приказните кои си ги чул и другите те гледат, кај го знаеш ти ова бе. Слушај го, Драган, па ќе дознаеш. Тоа беше основната идеја, да го вратиме радиото во секој дом низ Македонија. И одлично. Ние имаме сега на сајт кој него имаме одлична визуелна реклама на Facebook страната, бидејќи не ги исполнувавме сите пропозиции со една година, па бевме второ пласирани мината година за најдобра Facebook страна, треба да имаш најмалку една година. Имаме визуализација фантастична. Прв слушам дека е имало и таков натпревар. Има. 9 години сум на Facebook прв. Ајде, добро, сега треба знаеш дека има. Ја не знам, па дознав и успеавме одлично, тоа оди. Имаме некаде, ја не знам како тоа се мери, имаме дневно до 60.000 луѓе кои слушаат Кавервил. Тоа е низ цела Македонија, што е фантастична за една емисија која доаѓа од, они не викаат, веќе не викаат од Скопје, туку доаѓа од нивното радио. Так.
од негде од Негорци или не знам каде, нивното радио, 15 радио станици најпопуларни из Македонија. И втората емисија дозволи, и втората емисија која оди на национален систем, ама оди на различни фреквенции на Радио Слободна Македонија и се вика Chart File. Тоа е емисија која е единствена на овие поблиски простори, која се занимава исклучително само со топ листи, минати и сегашни. Најубавите приказни се раскажани из песните кои се на топ листите. Но тоа не мора да значи дека се сите заслужуваат да бидат таму. Јас ги раскажувам тие истории, ги посочувам, враќам во некој друго време и од некој друго време, следната недела, актуелното време, ова сегашно, денешно време. Фантастична работа направи и со двата проекта. Те слушам, колега, на Радио Слободна Македонија, заедно сме таму. И многу ми се допаѓа што од целото дисџокејство, кога порано ќе ни кажеш нов албум, на овие и овие, Полиси има, тоа го снимија, тоа и толку, тоа, тие се песните, идеме прва песна. Ма ти веќе, со твоето искуство, веќе имаш приказни, веќе ги кажуваш приказните, работи што се забораваат, а и работи што дираат малце и на носталгија. Јанко, не смее државата, не државата, тоа државата не да го направи. Значи, треба медиумите, треба средината, треба некој друг. Јас, толку ми е силата, човек едноставно, од кај заед дете што е 100 кила, можам да дигам толку и повеќе, кој знае што би се случило, ако дигнеш повеќе од 100 кила. Но не може со години да јас, а многу сум чесен во таа област, морници ми поминуваат при помислата да не се појави нов, сличен, подобар Драган Костич. Не може да биде само тој. Тој физички ќе замине еден ден. Морници ме напаѓаат. Значи, мора да дојде некој друг. Мора да се појават други, еден, двајца, тројца, кои ќе ги препознае публиката. Не може да ја лажеш. Нема лажење. Или гледа дека фолираш, дека не знаеш, или веднаш препозна дека имаш талент во тебе. Не може да ја лажеш. Значи, мора да се појават нови луѓе, кога ќе ти каже и да лаже, ама убедливо да те лаже, по лист од Франција, а ти си нов, млад момак, доправа сега, слушаш радио, имаш 14 години, 15, кога требаш да впиваш, и оној му веруваш на тој, ама тој мора да биде авторитетен, мора да те убеди во своето знаење, па дури понекогаш и лагата, да биде убедлива. Па макар после тоа да каже, видите како ве лажев, не се од таму, сега ќе ви кажам кај се на вистина, од каде се. Значи, мора да се појават такви луѓе. Заради таквите луѓе, заради таквиот проект, ја дојдов до ова. Ова приказна е моето финално, не дај Боже, тама работа, дај чукна му деро, смитам дека е најголемото нешто што сум го направил и што ќе го оставам за себе. Но е многу големо. Поголемо од мене. Затоа веднаш по реклама. Продолжуваме со разговорот со Драган Б. Костич. Драган, Кавервил и твојата радио емисија Chart File. Да, која се занимава со Chart е топ листа файл, е документ, многу убаво, ама ние немавме македонски некој збор. Јас сакам кованки, како ова, кавер е сепак странски, и вил е друго, ама е кованка. А ние македонското го немаме, некако ќе звучеше штуро, па се реши да биде Chart File и да биде поблиско до некои нови генерации кои се така европеизирани. Добар си бе, културен човек си, фин си, видиш ово направено. Ја да бев, например, сигурно ќе направив некој дил, ќе ставив некој јафа кекс ресани овдека. Се шегувам. Го покажа овој проект. Што е ова што го работи? Дали е ова врска со Кавервил? Што е ова? Не, ова нема ништо заедничко со овој проект. Реков дека ова е мој некако финален производ, нешто што е во моментот финале, што не верувам дека ќе успеам да го надминам веќе, затоа што имам два одлични проекта. Јас ги замрзнав и заборави ако можеш на 4661 емисија, ги замрзнав Диско Селектор точно во ден на 29 јуни 2014 наполни 40 години. А ја отидов во пензија 12 дена порано, но ми беше дозволено да одводам уште 2 емисии за да наполнам точно 40 години Диско Селектор на Македонско национално радио. Јас сум аудио уметник, како таков се сметам. Јас сум како графитолог, кога ќе види негде
прасен зид, сакам нешто да нацртам, не да нашкртам, да нацртам. Ги оставам оние другите кои не знаат да шкртаат. Јас сакам да цртам. За мене аудиопросторот е слободен простор. Зависи колку ќе ти даде од него оној кој на некој начин правно го поседува. Јас немам бои, немам партиски определби, имам своји ставови кои се разликуваат од ставовите на секој човек и моите ставови ги знам да ги кажам и ги кажувам на гласање. Таму кај што никој не ме гледа, кај јас сопственото мислење и убедување го ставам на ливче. Но јас како аудио уметник не бирам боја каде што својот аудио запис ќе го оставам. Затоа никој не треба на таквите луѓе да им замерува каде го бираат и наоѓаат тој аудио простор. Јас сум на Радио Слободна Македонија, одличен прием имам кај луѓето, одличен однос, све тоа вред, но постојат и други радиостаници, освен Националното радио кој не ме задржа, можеше да ме задржи и ја направи најголемата грешка, но има и други радиостаници кои може да повикаат. Може би има на ум нешто подоцна, но мене ми е одлично овде, им повика овие луѓе и јас го држам овој систем на работа со сата продукција. Кавервил, сам го работам ова на Чарлз. Како со што продукција? Со сата продукција. Сата продукција е таа која го работи ова сам не го може да направи. Така, види се, ова ми е интересно, бидејќи јас сум работам, па многу тешко доаѓам до овие работи. Каква е таа сата продукција? Каква ти е таа соработка? Значи ти си отишол некој next level е ова. Да, многу повисок на кој јас сум научил. Јас сум волк самотник. Добро. И можам да завивам само во тоновите кои јас ги познавам, во кои се чувствувам слободно. Чим почнам да завивам горе, јас се плашам бидејќи не можам да завршам. Јас сум близнак, инаку во хороскоп и постојан судир има. Црниот и белиот во мене. Едниот вика, абе плести му е на Јанково лице, другиот вика, нема смисла, заедно сте сега на телевизија. Значи тие двајца се постојано плести моја, плести моја. Плести моја. Во некаков судир и мора некој да ми помогне во смисол на обработка на обврските кои треба да ги завршам. Сата продукција фантастично ми го работи. Тоа одлично го Ај, молим те, раскажи ми, жити се малци и мене поучи ме, едуцирај. Како успеа? Ова е прв пат радиоводител да работи со продукција и све, можеби и днината јас да најдам некој. Треба како да воспоставиш контакт со 17, односно 15 собственици на радиостаници. Моето его кое трае 40 години. Секој изведувач естраден има колку и да каже нема во мене его, лаже, како што вика, немам трема. Првите 15 секунди ми стои тука. И кој ќе помине, после можам да зборувам до утре. Значи, некој мора да разговара со овие 15 собственици, да им ја раскаже приказната не Меси, туку тој да му ја раскаже приказната за Меси. Дека ако дојдам ја и му кажам на собственикот, јас сум Меси, он вика, јас знам дека си ти Меси. Ама друго кој некој друг ќе ја раскаже, други кога ќе му објасни, кој ќе му го покаже принципот, на крајот на краиштата кои со нив комуницираат, речиси на секој 2-3 дена комуницираат како емисијата добро ли оди, репризи. Што тебе би ти било сулудо ти ова сам да го правиш? Немам шанса, ја дневно губам, цел ден губам да напишам еден кавервил. Тоа е многу тешко. Дај ми визит карта од луѓево, дај ми нема проблем. Ја ќе правам емисија. Така треба да оди. Зависна листа ќе ја почнам, ќе ја продолжам. Така треба да оди, така оди ни светот. Јас бев вџашен како на пример на најголемите американски водители и ми ја слушав емисијата и се прашувам, завршува емисијата. И ми се чини дека 1/3 од време траењето на емисијата оди во одјавата на Петко, Станко, Јанко, Тонец, Ваково, организатор, извршен продуцент, копродуцент, трт, сите ги еди. И човек е изненаден дека тоа во светот така го работат. Значи нема што јас да размислувам за некои нешта кои не се основна моја дејност. Ја е мој да креирам емисија, да ја замислам, да ја создадам. И ние имаме извршен продуцент. Александар Митевски кој е фантастичен композитор. Малку луѓе знаат дека он извршен продуцент. Ја е правам целата емисија, еве тија. Ти реклами, ти шпица, тој тука фон. Значи он научил како јас сакам да работам. И сега зошто јас би го губел времето на место да творам, да правам некоја манипулативна работа, тој тоа ќе го среди, ќе го испрати, сата продукција го зима ова и го испрати на 15 радиостаници, праќа емисијата по ветрансфер и тоа си оди секој ден. Сабајле рано, не знам колку 6 сабајле, они веќе имаат на нивните компјутери имаат емисијата со најава на Facebook, така треба да биде. Така светот работи. Браво.
Абе, секоја ти чест, еве, искрено да ти кажам, навистина, еве, на стари години ти направи пионерска работа, бидејќи ја не знам друг Толку старо изгледам, да ги извадам на очариве луѓе, нека видат дека не изгледам толку стар. Добро, овака колку луѓето да кажам дека камериви ми се добри, дека навистина не лажно не покажуваат. Ја изгледам се уште младо. Па Вијали имаше бела коса на 30 години, ја не знам што очекува тоа. Види. Сакам да ти кажам, не го измисли ова некој копи, некој клинец сега да се појави некој, па слушај го Малио, земал со продукција. Не, легенда. Легенда. Добро, тоа се видиме да отвориме пат, некои други што ќе да ти кажам, ова е стварно може да отвори пат на многумина. Еве можеби некој талент сега да се најде и да овако. Можеби јас сега ќе дојдам у твојата продукција и ја ќе барам просто. Ама ти знаеш ли како јас влегов во радио? Како што треба да се влегува. Влегов во радио, значи 69-та прв пат низ врата, а инаку го водител 72-та. Низ клучалка. Да, низ клучалка нема да те пушта да влезеш, што да дзиркаш само. А иначе треба да докажеш зашто си ти таму. Што бараш ти дете кај нас? Јас сакам да направам емисија. Каква емисија? Таква и таква. На одговорниот уредник на тогашна втора програма, Собар Николовски Боде, кој беше мој протежеме, читеше човекот и веројатно после почувствувал некаков талент во мене. Што сакаш да правиш емисија? Добро, ќе ти даеме термин, направи една емисија, како ќе се вика? Ќе се вика Диско Селектор, па прави поп албум со Бојан Човисовски и со Димитар Чемков, па после Диско Селектор. Ајде направи ти една пилот емисија, каква сакаш да биде, да ти чуеме глас, да ти чуеме све. Ја направив, ова е добро. Ќе оди. Значи, ти му даваш, еве, ова ја го нудам. Го снимав таму, сега денеска... Како што е сегде е ред у светот. Па така се прави во светот, не можеш... Ај, Чичко ми е во радио, па сега ја ќе влезам во радио. Не. Ова, за ова ми треба чичковци. Така. Ама ми требаат чичковци... Отвори го више тоа, аман да го видиме одека и јас и гледачите. Што е тоа? Ова е проект кој се вика 100 песни, 100 приказни. Книга. Не. Не? Јас одбрав 100 песни од историјата на македонската популарна музика, добро, кои можеби не се најдобрите, можеби не се најпопуларните, можеби му од критериуми не малку запачен. Не, ги одбрав тие, што не значи дека други може да упаднат или некоја нова колекција која ќе се вика други 100 песни. Значи, си одбрал 100 песни по твој личен критериум. И сега кога се отвара ова е аудио верзија на овој проект кој е работен 30 години. А последниве 3 години почнувам да биде финализиран. Овде се 6 диска на кои што има 100 песни. Аудио дискови? Аудио дискови. И 100 песни? Не 100 песни. 100 приказни за 100 песни. 100 приказни за 100 песни. Значи, ова е тука твојот говор каде што ги раскажуваш приказните за секоја песна. Така? Така изгледа, да. Ова е извозен македонски продукт. Овој во сите краишта каде има македонци. Добро. Ни светот на планетава. Ова би требало да им биде после Библијата како Оче наш поставено, бидејќи таа ја раскажува историјата на Македонија на музичка дел на историјата на Македонија. На македонската поп музика. Популарна музика, поп и друго. Музика. Популарна музика. Ова е правено 30 години. Собирано е како мравка, зрно по зрно. Тогаш кога немало можности за информации, не дека денеска има многу такви. Кога сум почувствувал дека е време да можам да направам нешто, ги викнав се до продукција и го понудив ова и ти рекоа, ова е фантастично, ајде да почнем да работиме. И го работиме и ова е аудио верзијата. Но многу брзо свативме дека во овие приказни, вакви приказни нераскажани се. Тука може би и твоите психо еден ќе бидат сместени, може би овде ги нема, но наредната не дека си ти во психо, мене не ме интересираш ти како личност во неизе. Ме интересира песната и значајот на одредени песни во одредено време. Јас ти донесов она што во ова лошо време не може да оди и е кратенка, ова парче што ти го имаш, осакатено е. Ние свативме дека мора да направиме видеоверзија. Видеоверзијата бара... Значи, истиот проект, значи овој твој 100 пати поголем ангажман. Значи ти имаш
2-3 камермани, шминкери, продуценти, организатори, тонци, кои седо тоа мора да го средат да биде така како што треба еден производ кој ќе трае 100 години. Во наредни 100 години да не умрат овие песни, па некој кој ќе прави кавер или кроз 100 години за Македонија ќе каже имаше приказнава од пред 100 години за песнава. Тоа е идејата. И ние донесовме во проектов, дали можеш да го пуштиш, барем првото парче, без музика, се разбира, не смеем, иако шпицата ми се чини дека има можда музика, не знам како е ова сата продукција, како те го испратиле. Е толку гломазен проект. Режија, ако може само еден краток джингл. Опатискиот фестивал со години беше круна на фестивалите во поранешна Југославија. Победата таму беше позначајна од сите други, но и таму, за да сите овци бидат на број и сите волци сити, работел системот по клуч. На србите она, на хрватите ова, на словенците нешто, на македонците, па ептен требале да ги заслужат нештота што би ги добиле. Како таа 1962. А тогаш систем користен и подоцна. Една песна во 2 изведби. Како македонски представници таа година на Опатискиот фестивал биле одбрани Нина Спирова и Зоран Ѓоргиев. И се случи 1962 година Опатиски фестивал, кој пред тоа се одржуваше, меѓутоа 62 година бевме одредени од Уметничкиот колегиум и редакцијата на Радио Телевизија Скопје да ја застапуваме Македонија на најголемиот фестивал во таа земја тогаш, јас и Нина Спирова. Океј. Во луп врти одма стартуваше. Ова е значи видео верзија на ова 100 приказни за 100 песни. Кажи ми, Драган, дали успеа да најдеш видео материјал за сите овие 100 песни? Ова е работено на некој начин со голема подкрепа на Македонската радио телевизија, со нивна дозвола, бидејќи тие се собственици на најголемиот дел од тој материјал кој постои и кој покрај тоа што белоденет, оригиналите се кај нив и благодарејќи им на нивната предусетливост, ние ќе можеме да ги користиме тие видео материјали, зашто мислиме дека ние сме многу благодарни заради тоа, зашто едноставно тие ги имаат сите извори, кај нив се останати, а на овој начин ќе бидат обелоденети со заштита на авторските права, нели се тоа регулирано како тоа законот го наложува. За прв пат ќе може да бидат и тие оригинали прикажани во овие 100 песни, 100 приказни. Не оди тоа така лесно. Барам многу, некои луѓе не умираат, не умре Љупка Димитровска. Ја не можев да пуштам песна. Да, ете гледаш, едноставно умре Бојс Карамфиловски, значи неочекувано, бидејќи се уште не сме почнали да ги снимаме сите, ние сме завршили 10 песни од тие 100, но ова бара огромни средства за да може да биде направено, за да може да биде биде поготово во оваков луксузен формат. Да биде форматот е уште полуксузен. Да, кога ќе го види човек надвор од Македонија, да е македонец таму и да им го даде на американци и да им каже ова е наше, доаѓа од Македонија и ова сме ние. Навистина, без никаков срам. Јас имам пријател австралијанец кој сега ова го гледа, прв пат го гледа, кој дојден тука, наш македонец од Австралија, кој ја знае цела ова приказна и ова вели греото што го нема во Австралија, каде што еден куп македонци, нели? Но ова ние се обидуваме, испратено до Министерството за култура, испратено на повеќе места каде што би требало да биде испратено. Лично како човек се надевам, иако нека не звучи како патос.
Секој од нас е како песочен часовник. Секому времето му тече. Без оглед колку јас добро се чувствувам, но јас сум еден, можеби не единствениот, има и други луѓе во Македонија кои ги знаат нештата, но за Белја секој знае сегментарно, а јас сегментите сум ги собирал во некоја заедничка приказна. Она што тие го знаат, јас сум ги собирал на едно место. И би било греота и жалостно и за историјата, и за сите нас, и за минатите генерации, и сегашниве и зидните, ако мојата маленкост еден ден, кога физички ќе треба да заминеш од оваа почва, од ова место, а не си успел да го оставиш зад себе, тогаш нема да треба да ги бараме виновниците зашто имаме Лепа Брена, зашто имаме Аца Лукас, туку ќе треба да си ги бараме меѓу сами себе. Затоа ја велам дека треба се јават нови драгани кои ќе уработат ова. Верувам дека има луѓе, но треба да почувствуваат еден голем проект, дека некој ќе застане зад него и дека ќе може... Многу си општ. Многу си ми уопштен. Па кажи ми конкретни работи. Прво, кои се овие 100 песни? Дај ми интересни приказни да чујам. Ајде, докаде идат твоите песни 100? Дај ми тоа да ти кажам, докаде дојдат. Докај? Знаеш ли колку пати излегувал Зоран Георгиев на бис? Кој е Зоран Георгиев? Зоран Георгиев е човек кој е еден од главните пејачи во тоа време. Кое време? Време, почеток на 60 години, кај што раскажува песната еден бакнеш кој ја пее заедно со Нина Спирова, ја има во приказната си дече понатаму. Излегувал 13 пати на бис. Тоа било неверојатно. За сегашно време 13 пати некој да го види, да му аплодираш 13 пати, па рацете ќе те заболат. А он 13 пати излегува на бис, бидејќи во апатија се изворено, воодушевени од него, шпат аранжман, тешко за тоа време и што ја знам. Ѓоко Ѓорѓиев, кој јас сум го сочувал, сосема случајно. Не знам дали во македонска радио телевизија постои Три гонга, дали постои аудио снимка, но ја чувам аудио снимка кога бил гостин по повод 25 години диско селектор, кај што он сосема случајно во еден мој интервју со него, он зборува за еден бакнеш. И тој кажува, пушти да видиме али го има со Ѓоко. Фантастично да го раскаже он. Вториот? Песната е да се пее, но се помни најмногу и најчесто под текстот. А некој го напише еден тогаш голем пеачки талент, успешен учесник на златниот микрофон во Белград, тогаш 22 годишниот штипјанец Христо Крстевски. Песната ја напишавме господинот Петар Пешев и јас како автор на текстот, а Петар Пешев како композитор. И она што е значено за еден бакнеш е фактот дека тоа е единствена композиција од македонски автори која освои Гран При на Опатискиот фестивал и ниту една друга македонска композиција не успеа да се закити со такви лавори. Христо Крстевски почина на 73 годишна возраст во 2013-та. Неговиот текст е неизбришлива трага во една од најзначајните песни во македонската музичка историја. Зошто? Легендарниот македонски радиоводител Ѓоко Ѓорѓиев ќе каже во едно интервју. Кои се тие први што почна на македонски јазик да пеат, да зборуваат, да пишуваат, првите фестивали, првите успеси, кои беа првите пеачи, што наследивме, што оставивме. Тоа е еден важен, тоа не е субкултура, тоа е голем важен сегмент од сета наша. Што наследивме, а што оставаме? Што наследивме? Наследивме која ние победуваме со еден бакнеш, да речеме во Опатија, и целата југословенска музичка јавност мисле дека тоа е еден бакшиш. Јас морам да кажам во Опатија дека тоа не е бакшиш, тоа е бакнеш. Имаше еден квартет 4M и веднаш по завршувањето на Опатискиот фестивал кај што победи Нина Спирова со Зоран Георгиев со еден бакнеш, тие веќе во неделата вечер со една кореографија пеа еден бакнеш. И сега, пеејќи еден бакнеш, Ивица Крајач клечи и вака дава раката, Боже, како питач. Еден бакшиш, еден бакнеш. Кажав дека Ивица немој така, тоа е бакнеш. Така се пробиеше македонскиот јазик. На некој начин направи, имав една мисија преку шлагерот. Така е. Публиката веднаш препознала квалитет, изведувачки, аранжмански, текстуален, иако јазикот можеби во тоа време им бил помалку и екзотичен. Но што вели Зоран Георгиев? Јас добив овации, како ретко кога. Така да кога ја примавме наградата, мојата изведба 13 пати морав да излезам на бис. Што никогаш до тогаш не се случило на Опатискиот фестивал. Песната е да се пее, но се помни
Кажам дека тука се исечени музичките парчиња, бидејќи да не окршиме законот, нели? Музичките парчиња се тргнати. Дури не е ни закон забраната, ама добро, еве да се придржуваме. Дали знаеш на пример дека човекот кој е напишал пеницилин, двајцата преживеани од тројцата живеат едниот живее во двајцата живеат во Австралија. Интересно е дека песната Пеницилин или Пеницилин бендот? Пеницилин бендот, а песната Дексибе Цимер. Дексибе Цимер. Интересно е како тој човек ќе раскажува песната како е настаната. Тој раскажува на многу интересен начин, ја нема овде, тоа е една од другите песни во приказните. И таа ти е ставена Дексибе Цимер? Како не, затоа што тој вели дека него Лазо Колишевски му забранил нив и на што јас не знам дали е така. Не е важно. Но битно е дека он ја раскажува приказната Лазо Колишевски нас ни забрани да ги изведуваме тие песни, беа премногу агресивни за тоа време. И јас ја оставам да ја раскаже собствената приказна. Тоа е дел од историјата. Дали он одговара за собствените изјави. Но на пример, знаеш дека кога токму така свиреле во Росоман некаде тамо во близина на Кавадарци, Бубо Каров басиста. Бубо Каров и сега Бубо Каров вели дека ние свиревме таму и ни кажа немојте да бидете гласни. Оди една од песните сега не сеќавам која ги имаш тоа тука веќе со возот таа ула ла ла. И он раскажува вели ни кажа тамо немој да бидете многу гласни. Немој да бидете многу гласни. Добро. Кровот ни е многу лош. Само што излегов, ние завршивме за свирка да падна кровот, вика. Значи, Бубо Каров раскажува на свој начин. Такви приказни има неверојатни, има тажни, има среќни, има успешни, има неуспешни. Има едноставно кога човек ја следи една по друга. Јас сум видел луѓе, околу 15 луѓе го гледале овој материјал пред ние да се решиме да го обелоденуваме, каде што луѓето стојат и велат зар е можно дека ова до сега не е обелоденето на ваков начин? Сами сме виновни. Затоа велам, мора да се најде начин во оваа земја. Не заради мене. Како не, ама ќе имаме проблеми, нормално ќе се бидеме да разговараме со човекот, ние ќе мораме, Славе е еден тврдокорен човек, он си држи до себе, држи до своите права, ние ќе се обидеме според сите правила кои ги пропишува добро. Само прашам дали е тука. Како не. Сите големи песни македонски се овде, од различни периоди. Која ти е од најстар период? Од кој најстар, од каде датира? Еден Бакнеш, ја мислам дека еден Бакнеш е најстарата. Иако си да мислам дека кажи зошто ме остави, мислам дека е таа, но тоа е грешка, бидејќи се работи за грчки автори и препев на грчка песна, иако македонскиот препев е тој, од кого подоцна хрватите ја препеава на хрватски од македонскиот, а не од грчкиот препев. И малкумина луѓе знаат дека таа песна е прочем договор да се сними таа песна е направена во Белград. А знаеш каде? Не. За време на надпревар на Црвена звезда Партизан. Неверојатно. Во публика. Се договараа тај да снима, ќе снимат и еден и кажи зошто ме остави е првата може и македонска песна која е снимена, но популарна песна, шлагер песна или како сакат да ги нарекуваат, но прва македонска еден Бакнеш ја искористивме како една од најуспешните и во текстот Ѓоко одлично вели македонскиот јазик во Југославија тогашна кој може би било екзотичен, немале допирани со него, 62 година. Што допири имале? Немале никаков јазик. Во бивша Југославија се зборува српски, официјално, македонски се кој по дома и на улица, ама не и низ Југославија поранешна. И наеднаш македонскиот јазик се пее. Тоа е добивка страотна за македонската култура. Отвара врати на многу други. Почнуваат Мирно лето, филмовите, едноставно една малечка вратичка се отвара, ама и многу други зад нив. И се поголеми врати, знаеш. И тоа е страшна добивка. Затоа решив да го правам. Последна наша врата, за жал, искакам, малце отскокнувам од темава, ни беше Тоше Проевски. Мислам дека ни беше последната најголема нада што можеше да направи некаков пробим за Македонија надвор. И тој ја направи, нели прерано заврши. Само што почна. Обично таквите успешни приказни од сопствено искуство, изучувајќи ги ни светот, завршуваат така. Тој клуб 27, бидејќи Тоше беше близко до тој клуб, е нешто прокрета некоја бројка и Дженис Джоплин, и Джим Морисон, и Джими Хендрикс, се тоа големци кои дојдоа Кобейн. дојдоа на некаква црвена линија од сопствениот
авторитет за натаму го развиваат и прекинаа. Тоа е неверојатна мистерија. Јас се надевам дека ние ќе имаме доволно сили за наредните генерации да не запреме. Мораш да го паметиш Тоше, но не смеш да стоиш тука. Што би се случило со американци ако остане Елвис Пресли и готово. Значи Тоше Проевски е наше светло минато, да стои тука, но новите генерации мора да бидат поголеми од него. Тешко е. Па тешко е и 100 килограми е тешко. Ако претходно си дигал 20, научи дине 100, па да не ти е тешко 100. За песни, значи опфаќаш периоди од 60-ти, 70-ти, 80-ти, 90-ти и почеток на 21 век. Почеток на 21 век. Со што завршиш? Отприлика. Не, знаеш што, тие не се Каролина гледам тука, Калиопи. Тие не се ставени. Едноставно кога ќе дојдеш до финалниот производ, кога ќе ги имаш сите песни, ќе седнеме сите заедно така. И ќе кажеме да, ова е почетокот, а ова е крајот. Драган, што е по тебе, кој е можеби бидејќи не само кај нас, тука и во светот, музиката е во некаква криза. Креативна и така натаму. Се бара новиот израз. Последното што беше техно изразот кој влезе во една слепа улица и оттаму ништо не произлезе, нешто што како значаен нов тренд или бран и така натаму, како што на времето, не знам, Битлси кои почна, па после тоа беше рокот, секој 10 години отприлike имаш психоделија, имаш па новиот бран, па да, секој 10 години се јавува по една ново движење кое развижува. Јас лично мислам, нека не би биде замерено заради тоа, дека повторно е виновна самата естрада е виновна, во која што влегува и технологијата, односно индустријата. Сама си е сече гранката на која што седи. Не можеш ти секој 10 години да ги тераш луѓето кои доаѓаат како нови генерации, да материјалот кој е останал од минатото, повторно им го издаваш во некакви други формати, сметајќи дека нови генерации ќе си ја купат во некој свој нов формат. Не можеш ти сегашниот интерес повторниот, кој не може се врати на некои други во некои други времења за винил. Винилот беше фантастичен модел, но не беше прикладен можеби за ова време да не се појавеше дигиталното снимање. Но секој човек сака да дознае по нешто, колку и да е безволен, не го мрзи. Зашто денеска гледаш двајца седат во кафеана и наместо прават муавет за женски или за фудбал, тие тоа можеби го прават. Можеби го прават тој муавет, ама го прават на мобилни телефони. Се допишуваат, а седат еден карши друг. Значи, некои нешта допирни кои ни биле, почнале да се губат. Свето што направил прво класичен грамофон, шелак, винил, тежок, па дошле до едно фантастично винилно издание, еден фантастичен звук и тогаш кога требале да го усовршуваат, да направат грамофонот да остане класичниот, но на него да ги има и другите димензии. Дискот као дополнение, па аудио, дигиталното како трето дополнение, каде што сега денеска го прават тоа, ама изгубени се веќе класичниот грамофон, кој купува денеска CD-а, што е страшно. Што е страшно. Вика го слушнав новиот албум, како си го слушнав? Како слушам јас? Се фаќам во страшна собствена грешка. Слушам вака, тик, не ми се допаѓа ова. Каде порано така? Па сум морал да преслушам целата песна. Сега да, од почеток до крај. Па да ми се случи да кога не сум влезен во моментот на албумот, на движењето. Сум Пати Смит, признавам. Кога сум учил албумот Horses, јас сум бил толку љут што сум го купил и што сум потрошил на него 20 фунти, сум го треснал од првиот зид, најблискиот зид дома. Драган Будало една си дал 20 фунти, си го чекал 3 месеци, ова не е тоа што ти го сакаш. Ама времето подоцна си повежал, не си бил во право, ова е окей. Значи, треба да помине време за да некои нешта ги поднаучиш, за да од временска дистанца. Од временска дистанца и тек тогаш да просудуваш дали тоа чини или не чини. Времето само себе си се уништува. Ајде да помислам дека Министерство за култура, дека јавни и деловни луѓе во оваа земја ќе ја сватат значајот на ова што ни треба и дека ќе кажат дај да го завршиме. Значи, ја поинаку и подалеку од ова не знам како да направам нешто добро за македонската популарна музика. Не знам како. Толку знам. Значи, она што сум го собрал да го раскажам, сум го собрал како материјал, ќе го одработиме врно професионално. Колку време ова 30 години е собиран материјалот.
А колку време ви требаше да го реализирате како проект? Како проект, он е некаде се е поставено, значи треба аудиото да биде довршено некаде околу 60 песни уште. Се е тоа поставено. Чекај, Драган, ова не е во продажба веќе? Не. Што збориш? Не. А ја реков ова веќе нима ќе им кажеме кај се продава. Не. Се уште е обид како од ова да направиме нешто. Нели, греоте. You don't love me and I know. Го имаме, значи имаме нешто и ќе го испуштиме, бидејќи знаеш во еден момент дали јас, дали продукцијата, дали сите заедно ќе слегнеме со рамиња и ќе кажеме ајде одиме натаму и Леле, тоа ме ќе убил остане. појам. Ја реков, јас си помислив дека еве утре задутре ќе отидам во музичка продавница, ќе купам, ќе дојдам кај тебе да ми се потпишеш на мојот примерок. Да направам таква промоција. Ја правам предпромоција, ова не е видено, ова е нешто што треба да се види мирисано убаво. Леле, прекрасно. Мирисана патина и мирисана иднина. Прекрасно е. Знаеш како, вака чувствувам однатре, онака пеперутки, онака леле, ова да го имам. Знаеш, јас сум емотивен тип. Бидејќи колку и да се правам јас паметен, иако сум твој колега, музички новинар, следа, не знам се. Видиш, јас ги сублимирав таквите кои знаеме по нешто. Јас не сум човек кој се либи да праша тоа што не го знам. Но не сум ни човек кој ќе одбие два пати, ако нешто не му е сомнително, да провери два пати. За една група која се викаше Излез, и сигурен сум дека знаеш. Да. И не е битно прашувам човек кој викам ти да не свириш на нивниот голем концерт со Излез на площад, вика да, свирев. Јас проверувам и нешто не ми излегува дека тој човек свирел. Ама он е убеден и вика да, свирев сигурно. Проверувам кај друг човек, Баже Моротов, кој свиреше бас тамо. Боже, ти да не свиреше на площад кога свире Излез? Да, свирев. И сега ја му зајавам на првиот и му викам, абе, нели ти ми рече дека свиреше бас? Види, може да сум сгрешил. Историјата не трпи грешки. Значи, мораш да ја провериш, да го забележиш, да... Знаеш ли уште нешто? Смешно, јас седеш го кажам и ќе го кажам повторно. Например, Гранит, го заборавиле тоа. Може би тоа беззначен детал. Гранит таќи? Да, може би беззначен детал. Но во светот ќе најдеш милион такви забелешки за милион познати имиња, јас сум ги собирал сите, ко мравка. Собери тука и многу лесно правиш приказни, ако си потрошил 30 години да можеш да ги пишуваш. Песната се викаше Алпина. Да имам BMW Алпина, нели? Песната се викаше Алпина. Во клупчето на Гранит горе на Водно, има горе семена куќа. Песната се викаше Неправда. Се викаше Алпина. И јас сум забележал 1977 сум забележал во една од можеби 200 тетратки со по 200 испишани со рака листови. Да видиш и кажеш, не е од еден човек пишувано. Каде што јас сум напишал, сум ставил датата, годината и сум напишал денеска во клубот кај Гранит на мој предлог наместо Алпина песната прекрстивме во Неправда. И натаму други текстови, други белешки за Пу, односно за времето кога прво беа Пу. Пу е Неправда е песна на Пу и првата верзија свири Аријан Дема, Љани свири првата верзија, а Друле свири втората. Дарко. Значи, еве такви ситни приказни има во ова милион. Човек едноставно вика, боже колку интересно да слушаш туѓи приказни, нели? Туѓи приказни се. Ма тоа се наши. Ние сме биле дел од тоа. Приказната сега излегува на виделина за љубовта помеѓу двајца наши, некогашна младешка љубов помеѓу наши двајца големи пејачи, починатата Љупка Димитровска и еден друг македонски пеец. Чекај, ми се прешалта многу брзо, не те... Завика Джиманов и Љупка Димитровска во младоста. За која песна ми збориме први? Не. Во раната младост тие двајца биле во емотивна врска, љубовна врска. Убаво. И таа љубов прекинала од будалштина машка и мачоизам или што ја знам. И ако ја слушаш песната Звонат, која е овде на Љупка, ќе видиш, ќе кажеш, ако ја знам љубовната песна, она која е и која знаат повеќина луѓе во Македонија и сведоците кои ја раскажат во неа, приказна овде, и кога ќе чуеш песната, викаш, да, ова приказната како некој да ја раскажал на Љупко приказната, ја раскажал
во песнава. Такви, знаеш колку има? Неверојатно, во ова море од 100 песни имаш, ја сега не можам да се сетам кои се све, ама има толку многу интересни да викаш, ја ова очи ќе ми паднат и уши дека не гоислушам целото. И не го одгледам целото, бидејќи внатре сите овие луѓе кои што ми жал, ете, заминуваат, не ќе можеме сите да ги дај Боже да можеме да дојдеме до тоа што е потребно за да конечно ги завршиме, отидеме до Загреб. Знаеш ли, Кузмановски го знаеш, што беше со Дејан Кузмановски, што беше заедно Дејан и Пепи имаа група, Дејан Кузмановски свири клавиатури. Тој живее во Шибеник. Треба да се отиде до Шибеник. Таа негова приказна на Дејан и Пепи има некои фантастични песни. Тоа треба се или да го чекаш да дојде во Скопје. Скайп. Или Скайп, е добро, ама одзима време. Ова е Австралија, снимен сам себе се сними. Да. Нели? На iPhone, iPod се сними, Браво. сам го прати. Го користиме и тој принцип, не е можеби врвен квалитетна снимка. Абе, важно е, ја имаме историјата. Имаме историјата, тоа е најбитно. Значи, ме фасцинираш ова што го збориш. Ништо не е случајно од ова што те довело на ова ниво. Значи, ти си бил еден педантен библиотекар, записничар. Емија Челебија. Значи, кога ти си можел да ти падне на памет, да водиш дневник предантно, избориш толку тетрадки, ја те ги фаќам овие моменти. Значи, 20 тетрадки ситно напишани. 200. 200 Јураја Хип на тој датум го издале новиот сингл. И тоа стои. И сега кога отварам Википедија, викам, па ја имам, ама што ќе ми полесно ми е сега, ќе поплавам копи-пейст ако ми треба документот. И истиот документ го имам. Значи, што има на Википедија, јас сум го направил тоа пред 30 години. И сега викам, сега ми е јасно како таа функционира и зошто функционира. И зошто јас сум бил условно, нека не ми се љутат, има такви веднаш се намутани фаци. Не, нека се љутат. Нема, јас сум бил подобар од нив, ама јас сум работел. Јас едно време им викав на сите мои колеги по радиостаниците. Работете луѓе, не може само јас да имам 7 дена емисија, а ви имате една неделно. 6 дена во неделата седите оди на пазар, пиете кафе, прави тоа и понекогаш на истата емисија ја носите за муабетов. Од еден на друга, истата емисија носите по 10 пати. Еден ден ќе дојде некој што ќе ве седне на маса и ќе ви каже секој ден имате емисија. И дојде тоа време. Он ми вика, ама ти имаш списанија. Ама ја и последниот ден реков дам за списание. И вие може да имате списанија. Еден ден ќе дојде ден, како во Англија што сите имаат списанија. Сите ќе имаме списанија. Сите ќе знаеме све. Сите ќе имаме музика. И повторно некој ќе биде најдобар. Затоа што тој работи, а вие не сакате да работите. Вие сакате на готово да го видите. Не може, мора да седиш и да работиш. Кавервил, приказни, чарт файл, диско селектор, заборави ако можеш, се права само со работа, пријател мој. Затоа сум ја секоја вечер на емисија. Така треба, секој ден. Секој ден, само со фанатизам, Драган. И затоа ти се восхитувам. И затоа те почитувам. Затоа што фанатик си, затоа што не успеваат да те пензионираат, не успеваат да те смират, затоа што мора да работиш. Шарап, морам да пуштам реклама. Ајде пушти реклами, ајде. Трет дел, професоре. Лекции си одржал историски вечерва. Пушти. Тогаш 24 годишната прилепчанка Нина Спирова. Кога се сеќавам на тоа, кога помислам на тоа време, прво ми доаѓа мојот огромен страв, трема, тешко подношлива. И после тоа наступот беше сигурен и добар, публиката ме прими многу добро, и мене, и Зорана. И кога песната победи, дојде да ми кажат дека треба да наступам, да се појавам, песната добила прва награда. Времето тече, носи спомени и остава незаборав. За генерации и со генерации. Затоа што нешто што е убаво, убаво е, кога и да е. Од онаа верзија на авторот на текстот Христо Крстевски до онаа на Блага Видец. Или панкерите Александар Македонски. До онаа која за секогаш е бележана во македонската музичка свест со златни букви. Онаа на Нина Спирова. Тогаш 24... Слушај, ја ова не го видов овдека, уште подобро камера, брзо овдека, гребни овдека, фати што можеш да фатиш.
Значи, еви ги, еден бакнеш Нина Спирова, токму така джентелмен, цимер на Беницелин, ако истреш Зорица Попанкова, понавика високи штикли и црни чорапи, одам на југ автограм, дал да плачам или да пеам, без, браво, Маријана, Ена Веко, браво што си оставил Ена Веко. Нема приказна фантастична. Стварно? Аје, кажи ми, ја молим те, Ена Веко. Знаеш дека работи Ена Веко? Ена Веко знам дека е надвор негде код. Во Австралија и води туристичка агенција. Добро. А знаеш дека Тоше Поп Симонов е некаков чичко, добро, така нешто. Така да, таа приказна, впрочем, Тоше Поп Симонов е еден од гениалните луѓе во Македонија, продуценти, за жал работи, не го работи тоа што го работил, работи нешто друго на негово задоволство и негова среќа, он си го работи тоа, но е човек кој откриваше таленти. Студени нозе беа негов производ. Сите текстови беа негови. Сите песни на Ена Веко беа негови песни. Како и песни на Дарио или на Бени Non-Stop. Значи, тој беше страшно продуктивен. Се најде нешто и не сака да работи, веќе не му се опаѓа естрадниот свет денеска, но тој успеа од една пеачка која навистина не знае да пее жената. Но тој успеа да направи од неа звезда. Тоа е она што на запад постои секојдневно е. Ако немаш звезди, мораш да имаш звездено небо. Ама ако сакаш да имаш звездено небо, направи звезди. Што е нас не требаат луѓе, кои ќе прават звезди. Ја мислев за конкретната песна, инаку мене ми е ова општо познато, инаку јавно никој не го кажал, а Ена Веко прво беше една атрактивна дама. Сите тоа стои, па нормално, не знаеше да пее, дама од гума, нели, се кршеше фантастично. Ама затоа зад неа стоеше знаеше да рапува. Поп Симонов кој за секој нејзин чекор, нели, планираше, така треба да биде во светот. Галебе, Верица Ристевска, леле, спотот каков е. Ама какви песни? Спотот е каков, уште го чуваат со тој галебот од негде фотографија таму цртежот. Сите тие прикази тука се фантастични, неверојатни. Еве ги, љуби ми главата горе, Зафири Сенка. Прекрасна песна. Свири амбасадори, Джина Папас Джокси на Великден, Чукни во дрво, Лепи сол, Време за плачење, Игор Џамбазов. Ќе кажеш ли? Не. Треба луѓе да остане нешто. Има 100 додуша, 100. Има неверојатни песни. Кутриот Гранит, кој е фантастичен момак, он тврди дека песната му била забранета за емитување на радио во едно време неправда. Јас го убедувам дека не била забранета, бидејќи јас не сум имал никакви привилегии во радио, мене никој не ме повлекол за уво, нити ме однел на Голи оток, а ја пуштав неправда. А он тврди дека била забранета, па некои таму пријатели му овозможувале да песната биде вртена. Добро, ако и тоа создава крева, тензија, добро, нека биде така. Еве и кучето му е PS Марки. Кажи нешто, Драга. Опасно сум љубен Драган Калеран Филмски. Ма се она што ми се чини дека вреди во македонска музика е сублимирано и ставено. Само уште да биде објавено. Добрите девојки, Бон Тон, леле, мајко, кај се песниме сега како отвара чакри ова Мистер Комплекс Бастион со исто тука Тоше Поп Симонов, ама нели Кирил Џајковски. Да, заедно во Асторија. И заедно со спотот Hot Time in Mexico. Не, они не беа заедно во Асторија, беа заедно во Постскриптум Џајковски и Тоше Поп Симонов. И ако не се лажам, Hot Time in Mexico спотот им го правеше Милчо Манчевски. И текстот го напише. И текстот, така. Да. Интересни се ова работа. Само што нешто ти кажам. Да, повели. Малку луѓе знаат. Може би ти си чул, па си го заборавил, дека прв пат Милчо Манчевски во јавност на радио е пуштен како Вујчо од Америка. Додека студираше и беше во Соединетите Американски држави, во еден миг се движеше меѓу Лос Анџелес, и Њујорк, и наутро ние го баравме таму кај нив навечер, Радио Урнебес, некаде околу првата половина или почеток. Радио Урнебес се емитуваше од 2 дела, од 6 до 9 и од 12 до 7-8. Го баравме, кај нив беше ноќе, кај нас ден, телефонски, Вујчо од Америка. Вујчо од Америка ни зборуваше за се што во тој миг таа недела е актуелно во Соединетите Американски држави на музички план и на филмски план. Така ли ги дознаваше работите? Па сигурно, Вујчо од Америка, да беше Милчо Манчевски. Тој зборуваше. Како претходно доаѓаше до податоци 70-ти години? Се со рака запишува, едноставно, моите комплети. Не, од каде доаѓаше до податоци
кои Два начина. и почеток на 80-ти, да? 80 веќе на другото камено Melody време, Maker, New Musical Express беше предплатен. предплатен. И ден денеска. Тоа се веројатно единствена колекција на списанија кој после мене куде што ќе биде со нив, кој е од 1960 и некоја. Знам само тој е еден австралијанец, односно австралијанец, го викам Кенгур, наш човек таму е, кој има најголема колекција на списанија, кој цел свет ги купува. Овие музичките живее таму, наш човек работи компјутерска технологија и фантастичен е. Само за тој знам во Македонија дека има поголема колекција од мене на такви списанија. Значи тоа беше начинот на кој се информираше. 7 дена доцни. Авионски. 7 дена доцни. Значи и ти кој ти ги праќаше? Си ги порачуваш сам. Беше претплатен. Но тоа кога ќе научиш многу работи, имаш наш човек во Лондон. Аха. Тој таму телефонскиот дома го бараш на собствен трошок. Таму е во Лондон. И му викаш, имаш рекорд мирор, а он го купил последниот рекорд мирор кој излегуваше во среда, тогаш излегуваа во среда, и го испраќаше веднаш авионски, јас во сабота го имав дома. За 4-5 дена доаѓаше. Јас го имав дома на маса. Јас, на таа особа во Лондон, телефонски ја барам и велам, таа има исто рекорд мирор пред себе и викам, бележи, да не губиме време телефонски. 12, 17, 22, 27, 43, 55, 2, до првите тие први 100 бројки. Тоа се песни кои сакам да ги купам, кои се нови интересни синглови за таа недела. Таа ги заокружува. Оди во за да не му ги понеделник. диктираш ова. Да, оди во понеделник. Како се продаваа сингловите во Лондон? Не се продаваа, ја го сакам овој сингл, како ќе ти го најдем меѓу 100 таму. Туку тие се поделени во рафтови со бројки. Секоја недела, како се менуваа на топ листата, купчето синглови, винилни, од бројката од претходната недела се ставаат на новата бројка во рафт. И ти доаѓаш и купуваш број 73, број 22, број 33, таа ти ги вади, ти ги дава на купче, ова веднаш на пошта ми ги испраќа во понеделник и Радио Урнебес оди во сабота, јас веќе ги имам и во сабота уствари доцневме не 7 дена повеќе и луѓе вика види, на царина кој ќе ме видеа пак Драган. Значи, пак Драган. Немаше врски. Него, и тие луѓе денеска може би има луѓе кои ќе ме сретнат, кои таксисти. Ќе влезеш внатре и ќе му кажеш добар ден или добро вечер, да ме усетнува, леле, јас сум растел со тебе, јас сум твоја генерација, он 30 години помлад од мене. Ама не везе, он сите значи, успеваше легално да ги пренесе. Легално, не си можел никако да направиш. А која беше личноста во Лондон? Повеќе. А повеќе? Повеќе личности, машки, женски, кои кога ја имале можноста, пари им плаќав кога ќе дојде во Скопје. Тоа беше многу добро. Кажи ми сега, што треба да се направи ова да излезе? Вака, Кога ќе излезе? Како ова ќе биде вака. Ова ќе оди прв пат ќе биде, значи премиерно емитувано на македонската радио телевизија, бидејќи сметавме дека националната телевизија ја има обврската, а и најголем дел од материјалите се благодарејќи на нив ги добиваме. За кога е планиран? Да оди веднаш после нова година. Добро. Веднаш, значи, би одело вака. Еднаш неделно би одело по една сторија со повеќе репризи, би одело на радио, ни сите радиостаници низ Македонија, поделено претходно целата сторија во аудио верзија, телевизиската верзија која би одело, и би одело во теа секоја приказна од таа недела, печатена приказна на во теа сторијата, да. Така да 3 медиуми кои би опфатиле една иста тема секоја недела и ми се чини дека ако ова го успееме да го направиме, ако бидат заинтересирани министерство, власт, опозиција, кој сака нека биде заинтересиран, важно е дека е македонско. Чиво и да е, македонско е, наше. Го нудите ли на приватни спонзори, приватно спонзорство да има или инсистирате? Ние прво мислевме дека тоа треба да држава да го реши. А не приватно спонзорство никогаш не одбиваш бидејќи тоа е секојдневие, но државата е прва која треба да. Зошто со тој став идеш? Затоа што Македонија е една и заедничка држава, а поединецот нема право и не се чувствува како автор, и ако би сакал да помогнат. Но не како автор се чувствувам некако навреден и кон сите други автори кои се во песна, кои ќе бидат обештетени авторски, да некој, а не државата, која има обврска да сочува културата, некој друг да плати за неа да се направи тоа. Сепак мислам дека е државата таа која треба да го направи или некоја нејзина институција. Предпоставувам. Затоа што знаеш како да се оди по спонзори, знаеш, нели?
Чук, одлично. Дојди следниот пат. Ја немаме сега, имаме проблеми дека токму ќе биде тоа, дека ќе ја баталиш државата и институциите. Тоа би било добро да бидат заинтересирани, но мислам дека затоа што имаш добра продукција, имаш добра екипа, која добро знае да работи, таа би можела да го... Ние не отфрламе помошта, нас ни треба таа помошта на приватните... Ова е многу скап проект. Како не, сам знаеш, за секоја песна, од шминкери, од камермани, од монтажери, од тонци, од продуценти, од снимање на разговори, од кои се снима тон разговори, а одат само... Ниједна не треба повеќе од 10 до 12 минути. Значи, толку ние се договоривме да толку трае, тој е опсегот кој може да го држи вниманието на една тема на гледачот. 10 до 12 минути да биде. Значи, но многу добар формат е тоа. Не ги одбиваме, значи, приватните деловни луѓе ни се и тоа како добре дојдени. Дај Боже, големи национални моćни фирми да се вклучат во овој проект и да кажат да, ова е наша обврска, доста ставаме голи женски на билборди, можеме тоа да го направиме многу по сврсисходно, по успешно, по корисно за сите нас и за нив како проект маркетиншки и за државата и за гледачот и за луѓето низ светот македонци кои ќе кажат браво, ова сме ние. Да не се срамат. Мислам, сега Боже мој, ја велам, мислам дека е добро. Не мислам. Убеден сум дека е добро. Јас ти благодарам за учеството во емисијата, ти благодарам за ова лекција што ни е одржана сите нас. И искрено се надевам дека многу набрзо ќе можам ја ова да го купам. Че го добиеш ки ти да не се ми на подарок? Заслужи заради спротивставениот став кој го имаш. Не. Знаеш што, кога бев дете, кога немав и така натаму ми значеш. Сега кога можам да одвојам пари, одвојувам за нешто значајно. Знаеш, пред некој ден бев на филмот Златна петорка, карта и да ти неќам. Мерак ми е да си купам. Знаеш, као што да помогнем, да помогнам. Еве, не знам, доаѓа Жан Мишел Жар. И ми викаат, не, ако треба карта, не, ќе си купам. Ќе си купам затоа што ми е задоволство, можам. Зизи Топ кога дојда, вака си ја купив картата, се ја чувам, сум платил со нешто што сум растел ми дошло. Јас сум благодарен за луѓе, креативци, организатори кои создаваат вредности и мене ми е задоволство. Не сум го добил, туку сум го купил. Браво, и тогаш ќе го имам твојот подпис овдека и вредноста ќе има друга. Ќе биде друга вредност и за мене, а и на оние што ќе им ја остава. Така што ти посакувам многу здравје, ти посакувам да останеш со оваа енергија, затоа што се и мене морници ме лаза. Потикнуваш, бидејќи не е телото што остарува, туку умот како ќе продолжи да работи. Таа корелација кај тебе е фантастична, таа динамика што имаш, те молам задржи ја. Уште си потребен, а и сам рече, треба да се произведат нови Драгановци. Дај Боже да излезат, има оваа земја и во таа насока има луѓе. Јас верувам дека ќе се јават тогаш кога ќе почувствуваат порив, дека знаат, ако не повеќе од оние кои се современици или генерацијски блиски, туку колку и нив, да им кажат, еве, јас знам, изборувам во ваше име, ова е добро, ова е лошо. Јас мислам дека направивме добра емисија. Ти благодарам што немаше трпение ова не беше емисија, ова беше уживање за мене. На гледачите да им се извинам ако бев малку или јас многу зборлест. Ти беше перфектен, ја многу ти се убацувам, ама затоа што ми требаше Драган, ја мислев дека ќе биде, те знам како си елоквентен и така натаму, сакавме да се расправам на онаа тема што ја почнавме на почетокот. Каде е падот? И со многу музичари ја ќе го расправам тоа. И уште ќе дојдат и ќе збориме. Како успеавме од такво едно високо, цивилизацијско, музичко, културно ниво, да отидеме на такво дно, у таква баруштина, тоа е стварно сериозна докторат некој треба да напише за колективна психоза. Дечки, Харисон од Челси, професоре, да кај ти викаш, ете за тоа, затоа што некој друг, претходно професор, не дошол и му кажал дека Битлси во оделот поп, популарна музика е едно, во кој што влегува дури опера и оперета и било кои други творби, а поп е нешто сосема поинако е тренд. Значи, дека во поп музиката, со сите влијанија на страна од тој тренд,
Битлси мораш да ги знаеш како цивилизацијски, културолошки, мора да биде вградено. Ако не знаеш, ја не можам да ти помогнам. Жал ми е што е тоа така, јас се надевам дека времењата носат понекогаш лоши, ама понекогаш и поинакви подобри ветришта. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.